Одлуката на Уставниот суд за платите на функционерите е конечна и таа мора да се почитува, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Тој истакна дека пред седницата на Уставен на која се расправало за платите, владата испратила допис со став дека тие треба да останат такви какви што се. Одлуката на Уставен со која се укинуваат одредби од законот за плата е конечна и треба да се почитува. Тоа не значи дека автоматски ќе се зголемат платите на сите именувани лица. Се работи за шпекулации во најголем дел. Владата работи на изработка на нов закон за плати во кој ќе има консистентност за сите функционери. Истакна Ковачевски. Од друга страна, за граѓаните 80% зголемување на функционерските плати е скандалозно во оваа економска состојба. Веќе немат луѓето што да јадат, а они се ги покачуваат платите за 70-80%, тоа е срам. Срамота и да државата. Има плата 100.000 и сегаш плюс 600. Да што личи тоа? Требали би да размислат малку. Луѓето некои стварно со мали мировини и пензии со мали плати. Јел сега минимална плата колку е 20.000. Што може семејство со 20.000 да направи? Не може за упродавница само за прехрана да има доволно, а не за другите работи, за хигиена, за облека за деца, за школа. Во исто време ССМ денес повторно повика на масовен протест за 1 мај, меѓу другото токму и поради функционерските плати. Ние како сојуз на синдикати апелираме до работниците да што помасовно дојдат на овој протест или марш, како да го наречеме, бидејќи само така можеме да ги оствариме нашите права, што и до сегашните наши активности го потврдија тоа, но што сме посложни, помногобројни и можеме поголеми права за нашиот стандард и за нашите идни чекори кои што треба да ги преземеме за да го подобриме нашиот стандард и покачување на платите. Сепак премиерот Ковачевски објаснува еден друг момент во одлуката на Уставен за јавноста помалку познат. Ако Уставниот суд ги поништеше, место да ги укине членовите од законот, на функционерите ќе требаше да им бидат исплатени од буџетот разлики со камати во висина од 100 милиони евра. Појасни Ковачевски.